уклучени и во производството на култури, и во преработката на културите, и нивната дистрибуција, нивниот труд, како што знаеме, некогаш платен, некогаш неплатен, се уште непретпознатлив, меѓутоа сите ние ги осеќаме бенефитите заради тоа што храната на нашите трпези доаѓа точно од нив. И оние традиционални рецепти што се пренесуваат од поколенија на поколенија ги учиме и ги имаме до ден денес благодарение баш на руралните жени. Руралната жена е и домаќинка, и работничка, и работи во фабрика, и работи во поле. Исто така има различни можности во однос на искажувањето на сите своји вештини. Мислам дека доправа треба да дојде до израз, а особено за тоа треба да помогне и државата, но и локалната заедница. Кога ќе речам локалната заедница, мислам на општините, бидејќи треба да им се дозволи повеќе простор за да може да ги искажат своите таленти и своите можности. Пласмано треба малку повеќе вакви базари, малку повеќе промоција на жената од рурална средина, жената од урбана средина која што сака да се занимава со сопствено производство. Да се вложи повеќе, да има повеќе вакви манифестации организирани од државата, од градот, од општината, секоја општина за себе, но и на ниво на Македонија. Со планирано производство. Откупните цени се многу, да не речам лотарија. Земјоделието е лотарија. Сега со климатските промени, значи ние сме, да не речам, едноставно одиме на или, а вложуваме многу труд. Пред се треба да направиме поддршка кон земјоделието. Земјоделието е наша изворна гранка, токму за целиот наш македонски народ и целата наша македонска држава. Ако се потрудиме да го задржиме, оживееме и на било кој начин осовремениме фактички земјоделието, тогаш ќе имаме и убави села, ама ќе имаме и убави градови.